Автобусите паркирани, наместо на улиците во сообраќај. Изутринава ги најдовме во гаражите на јавното сообраќајно предпријатие. Само околу 20% од нив беа пуштени во сообраќај, и тоа со последните капки гориво. Секојдневните крахирања во јавното предпријатие денеска се зачинети и со недостиг на бензин. Високи извори во ЈСП за Алфа брифираат дека ситуацијата се влошува од ден во ден. Учениците денеска не стигнаа во училиште, луѓето доцна на работа, студентите на факултет. Се чека бајаге, бога ми. И тоа кога ќе дојдат не може да се качиш, посебно ние тука до автокоманда не ни застануваат. А секојдневно е така? Секојдневно е, бога ми. Па пола сат најверојатно дека се чека. Никако. Па еве комај пола сат чекаме двојка, нема двојка. Секој ден е така? Секој ден е така и 65-ка нема, и поручек нема. У сабота, прошлата сабота немаше и у недела немаше. Не сме задоволни, а слободните мора да забереме сега на 24. Колку сте задоволни од јавниот превоз и колку долго чекате автобус? 0, 1 сат, двојка. Директорот на ЈСП, Студенови молчи. Ни денеска Драги Кушовски не одговори на телефонските повици на Алфа. Тонењето на ЈСП е на апсолутна штета на граѓаните. Предпријатието не било во полоша ситуација никогаш, а градот Скопје и сега успева да ја префали одговорноста на некој друг, иако исклучиво вината е нивна. Оттаму, овој пат прстот го вперија кон Бирото за јавни набавки, од каде според нив била поништена тендерска постапка за набавка на гориво. Бирото првпат ќе поништи постапката за набавка на гориво, но активно работиме на нов тендер. Од Бирото за јавни набавки пак информираат дека постапката, што претходно ја спровел град Скопје, била спорна, а ја поништиле заради тоа што од градот избрале неприфатлива понуда, која воедно била и единствена. Управната контрола, земајќи го во предвид ова, дали јасни упатства за тоа што треба да превземе ЈСП, кои биле вклучени во записникот од спроведената контрола, односно поради тоа што ЈСП избрал неприфатлива понуда, а немало други понуди во текот на постапката. Бирото за јавни набавки дало упатство Комисијата за јавна набавка да ја поништи донесената одлука за избор и да го поништи целиот процес. Овие упатства се во согласност со член 177 став 3 од законот. Треба да се напомене дека ЈСП не ја искористил можноста да ги оспори инструкциите на Бирото преку механизмите кои му се на располагање. Според владечката, ВМРО ДПМН, единствен виновник за настанатиот хаос е граначелничката Даниела Арсовска, која целосно го оставила на маргините јавното сообраќајно предпријатие. Граѓаните со часови чекаат на автобуските постојки на овие ниски зимски температури, за да им дојде автобус на ЈСП. Кај што нема автобуси, така и тие што ги има Арсовска не ги одржува и постојано се расипуваат, а дел од нив поради нередовното сервисирање возејќи се запалуваат, така што го загрозуваат животот на патниците и воопшто на сите граѓани. Но кога граѓаните ќе останат измрзнати и ќе чекаат во неизвестност, дали ќе дојде автобус или не се знае. Останува нервозата и реолтот. Изгледи за решение нема.